Годинава ја продолжуваме финансиската поддршка за младите фармери, но со изменети законски критериуми. Финансиската поддршка ја зголемуваме од постоечките 10.000 на 20.000 евра по корисник, согласно сите познати и најдобри практики од регионот и пошироко, како да се доделуваат овие грантови за стартап, но и за поддршка на младите фармери, за да останат младите тука во Македонија. Дополнително воведуваме законски измени, со кои што ја отстрануваме границата од 18 месеци за упис во единствениот регистар на земјоделски стопанства, со што ја отвараме мерката за повеќе млади луѓе. Следејќи ги потребите на земјоделците, значително ја зголемуваме поддршката за набавка на добиток од 14 милиони денари на 91 милион денари оваа година, односно 1,5 милиони евра токму за набавка на приплоден добиток. А поддршката за набавка на трактори, која што целосно е искористена преку ИПАРТ, оваа година ќе биде поддржана преку програмата за рурален развој, каде што исто така ја дуплираме од 30 на 60,2 милиони денари. Преку мерката инвестиции во модернизација на земјоделските стопанства ја продолжуваме поддршката за подигање на нови насади, набавка на пчелни матици и роеви и на системи за наводнување капка по капка. Инвестициите во преработувачката индустрија се наш клучен приоритет во програмата за рурален развој 2019 година, бидејќи истовремено обезбедуваат сигурен пласман на македонските земјоделски производи, решавање на тековните проблеми со вишокот на производство, создавање конкурентни производи кои што се бараат на светските пазари и отвараат можност за нови работни места.